Понеделник 28 април, кратки вести во 12 часот. Граѓаните на Охрид со поделени мислења околу санацијата на дворот на Охридската гимназија Свети Климент Охридски, особено за високата метална ограда од сите 4 страни поставена на надворешното игралиште. Во сегментот Vox Populi, Vox Day на Охрид Прес, дел се состав дека станува збор за добро решение за надворешна физкултурна сала во училиште, изградена по сите пропишани стандарди за урбана градска средина. Оние кои се против велат станува збор за несреќно избрано и прегломазно решение за оваа намена кој го нарушува комплетниот лик на гимназискиот двор. Може би изгледа практична во однос на спортските активности, но не и за изгледот, стои во еден од коментарите. Охридското е фасцинантно езеро и дом за безброј ендемски видови сладководен живот што датираат од терцијарниот период, велат администраторите на YouTube каналот Drone Drift X, кој објавија прекрасно видео снимено од воздух. Снимивме прекрасни кадри со дрон од волшебниот Охрид и прекрасното Охридско езеро. Видеото насловено "Зошто Охрид е најромантичното место на планетата Земја" се фокусира на потегот кај градскиот плоштад, манастирот Свети Јован Богослов Канео, неверојатни гледки на Зајдисонце кај Плаошник, кој е извонреден археолошки комплекс со длабоки слоеви култура од праисторијата, антиката и средниот век, стои во објавата. Нови и забележителни успеси за членовите на карате клубот Чоле од Охрид. Исак Лјатко е државен вице-шампион, Теодора Мицкоска го освои третото место и двајцата обезбедија учество на предстојното Балканско првенство за деца, кој ќе се одржи во Бар Црнагора. Учество на Балканското првенство обезбеди и Славјан Митановски, кој го освои петтото место во својата категорија. Времето денес променливо облачно, дува слаб до умерен североисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.